Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе отпише вкупни побарувања од околу 90.000 евра од фирмите, затоа што поради застареност не можела да ги наплати. Иако биле преземени мерки средствата да дојдат на приходната сметка на буџетот, фирмите кои должат биле во стечај или ликвидирани, па побарувањата застареле. Локалната самоуправа на Кочани се откажува од наплатата на побарувања од правни субјекти во општината во вкупна висина од околу 5,5 милиони денари. Овие пари требало да влезат на приходната страна на буџетската сметка по основ на данок на имот, фирмарина и како надоместок за користење јавно-прометни површини. Меѓутоа, фирмите кои што имале обврска за плаќање на давачките се нашле во стечај или били ликвидирани, односно нивните сметки се блокирани, па општината немала начин за наплата. Поради тоа донесена е одлука за отпис на побарувањата, за која на седницата на Комисијата за финансии и буџет имаше дилема дали биле исцрпени сите можности парите да се наплатат. Да дојде траен отпис на даночните обврски треба да поминат 10 години. Дали се преземани некои мерки за присилни наплати за опомени слично? Од секторот за финансии на општина Кочани рекоа дека за побарувањето од данок на имот од правните лица не се наплатени околу 106.000 денари. Дел од овие пари се однесуваат на даночни обврски за 2006 година на 10 фирми во висина од околу 52.700 денари, како и за 12 фирми кои во 2007 не го платиле данокот на имот во износ од околу 53.300 денари. Веќе се застарени, а пред тоа се преземени мерки и немаме наплата за фирмарина. Вкупен отпис, предлагаме вкупен отпис во износ од 4.483.957 денари. Значи ова се побарување од 2009 до 2013 година. Различни се, значи, побарувањата што ги имаме по години и ова се веќе по Законот за комунални такси се застарени побарувања и овие сметки на обврзниците со решение за забрана на користење на средства се блокирани и овде немаме можност за наплата, бидејќи тие се активни фирми во смисла не се ликвидирани, уште постојат во централен регистар, но не работат. Значи поднесуваат завршна сметка со нула, нема протек на средства на нивната жиросметка и немаме начин за наплата. Рашков рече дека поради истите причини општината се откажува и од побарувања од фирмите во висина од над 920.000 денари за користење на јавно-прометните површини. При тоа поголемиот дел, односно околу 600.000 денари, се за побарувања до 2010 година, а со оглед што не биле наплатени во рок од 2 години, тие застареле. Согласност за отпишување на побарувањата треба да даде и Советот на општината на седницата што е закажана за петок. Ревизијата на Европската Унија дала позитивна оценка за веќе изработените документи за реализација на регионалната депонија за цврст отпад во источниот и североисточниот плански регион. Локацијата кај селото Мечкуевци во општина Свети Николе останува како едно од можните решенија каде треба да се гради депонијата, а во тек е изработката на уште 4 студии поврзани со проектот. Меѓуопштинската работна група за реализација на проектот за регионална депонија во источниот и североисточниот регион добила позитивни одговори од Европската Унија за продолжување на активностите. На еден од состаноците што се одржа на крајот од минатата година и на кој во проширен состав учествуваа и градоначалниците од двата региона, како можна прифатлива локација за депонијата беше утврдена околината на селото Мечкуевци, Свети Николско. Во меѓувреме продолжи изработката на студијата за изводливост на проектот, студијата за оценка за влијанието врз животната средина, студијата за трошоците и придобивките и техничката документација за инсталација за преработка на отпад. Значи овие сите 4 документи се работат паралелно. Физибилити студијата е скоро завршена, а во тек на изработка се другите останати кои што ги наведовме. Инаку овој проект е тековен, значи тој се уште се одвива. Беа направени посети на терен, оценување на 16 локации, избрана соодветна локација и сега
се очекува, значи спрема оваа избрана локација, преферирана, се работат сите овие други документации. Досега изработените документи на меѓуопштинската комисија за реализација на проектот за регионална депонија добиле позитивни оценки од ревизијата на Европската унија и се очекува наскоро да бидат комплетирани. Во текот на минатата недела на состанокот, техничкиот состанок во врска со оваа студија која што се одржа во Министерството за животна средина и просторно планирање, бевме известени дека другите два претходни проекти кои завршија во август 2016 година, дека се одобрени од страна на ревизијата на Европската унија. Станува збор за проектот за чистење на дивите депонии и несоодветните депонии и на проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад. Значи, овие два проекти се одобрени од страна на Европската унија. Според Михајловска, се очекува во наредниот период да бидат распишани тендерски постапки за реализација на овие два проекти, со што и дел од проектот за регионалната депонија би добил придвижување кон неговата практична изведба. Изградбата на регионалната санитарна депонија за цврст отпад се заговара скоро 2 децении, а со оглед што се планира да биде изградена по најсовремени стандарди, би требала целосно да го реши управувањето на отпадот во источниот и североисточниот регион на државата. Управата за јавни приходи до 1 февруари го продолжи рокот во кој фирмите ќе можат да поднесуваат пријави за данок на додадена вредност. Причина за таквата отстапка кон правните субјекти е што во изминатите денови не функционираше електронскиот систем за поднесување на даночните документи, а крајниот рок за тоа беше до 25 јануари. Фирмите кои во изминатите неколку денови не успеале да ги достават даночните пријави до Управата за јавни приходи преку системот за електронско пријавување, нема да се соочат со казни за пропуштање на рокот што истече во средата. Роковите за поднесување на даночните пријави и на годишните даночни извештаи се продолжуваат за 5 работни дена. Во официјалното известување од Управата за јавни приходи стои дека продолжувањето е во согласност со Законот за даночна постапка во услови на масовно, а отежното поднесување даночни пријави и извештаи преку системот е-даноци. Всушност, во изминатите денови системот за електронско пријавување воопшто не функционираше, па фирмите даночни обврзници не можеа навреме да ги исполнат своите обврски. Според управата, крајниот рок за поднесување на пријавата ДДВ 04 наместо до 25 јануари се продолжува за 5 работни ден, односно до 1 февруари. За годишните извештаи пак крајниот рок за поднесување кој е до 31 јануари, исто така се продолжува за 5 работни дена, односно за крајен рок ќе се смета 7 февруари. Предходно и сметководителите алармираат дека надвор од функција е системот на Управата за јавни приходи за поднесување годишни даночни пријави, но и системот преку кој се врши прием на декларациите за плати. Поради тоа им се натрупале многу документи што останале непријавени во законскиот рок. Сдруженијата на пензионери на Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово мака мачат со финансиските средства за остварување на своите активности. Финансирањето на помалите сдруженија на пензионери во текот на годината било истакнато како проблем на регионалната средба меѓу сдруженијата на пензионерите од источниот регион, чија цел е заедничко решавање на проблемите во работењето. Соработката на сдруженијата на пензионери од источниот регион продолжува да се остварува и годинава. На заедничка средба во Кочанското сдружение на пензионери се сретнаа претседателите на пензионерските сдруженија на Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово, а домаќин беше Сдруженијето на пензионери на Кучани. Средбата беше организирана со цел да се согледаат проблемите во работењето во текот на годината, како и да си помогнат пензионерите меѓу себе со заеднички активности, рече претседателот на Кочанското сдружение на пензионери Ѓорѓе Серафимов. Серафимов потенцираше дека на средбата во Кучани станало збор за заедничкиот настап на сдруженијата на предстојните регионални спортски надпревари, како и за предстојните регионални ревии на песни, музика и ура. Било договорено сдруженијата на пензионери од општините во регионот заемно да си помагаат и соработуваат за поцелосен и покомплетен настап и презентација на предстојните надпреварувања, од кои најуспешните обезбедуваат пласма на републичките надпревари. На средбата, како проблем било потенцирано финансирањето на помалите сдруженија во текот на календарската година.
Ова се однесува на сите 5 здруженија од регионот освен Кочанското, кои мака мачат со финансиските средства за остварување на своите активности, посебно ако се домакини на регионални спортски или фолклорни надпревари и ревии. Од состанокот е упатено барање до Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија, финансиските средства кои се определуваат за оваа намена од годинава наместо по 30.000 денари за регионална манифестација да изнесуваат по 50.000 денари. Заклучно со јануари 2017, проектот за користење услуга за одмор и рекреација во општина Кочани го искористиле 432 деца од социјално ранливи категории граѓани. Во Виница пак, од воведувањето на проектот, заклучно со првиот месец од 2017, проектот го искористиле 438 деца, информираат од Центарот за социјални работи од Кочани и Виница. Во општина Кочани, од воведувањето на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на социјално ранливи категории деца, чии родители примаат паричен надоместок, заклучно со јануари 2017, го искористиле 432 деца од социјално ранливи категории граѓани, додека во општина Виница, од воведувањето на проектот, заклучно со првиот месец од 2017, проектот го искористиле 438 деца. Овој проект е во реализација на Министерството за труд и социјална политика и истиот е со цел подобра социјализација, дружење и правилен раст и развој на децата. Секоја година преку истиот проект 2000 деца имаат право на користење на бесплатно летување и 1000 деца можат да искористат бесплатно зимување. Овој проект на Министерството за труд и социјална политика започна да се реализира од летото 2012 година и од тогаш се спроведува секоја зима и секое лето. До сега го искористиле 14.000 деца од речиси сите општини од државата. Според одговорните од Министерството, целта на проектот е развивање на психомоторниот развој на децата и способност за договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање на себе си и другите и ориентација во просторот. Градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков со отчет за сработеното во минатата 2016 ги најави и проектите кои што ќе се реализираат годинава. Изминатата 2016 година за општина Зрновци беше плодна година исполнета со многу работа и голем број постигнати резултати. Проектите од областа на социјалната, комуналната, урбанизмот и животната средина, туризмот и патната инфраструктура дадоа белег на 2016 година, рече во својот отчет за сработеното во 2016 градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Реализирани проекти во 2016 година се регулација и уредување на речното корито на реката Видовишка во село Видовиште. Изградивме 2 моста за моторни возила на реката Видовишка. Изградивме парк во село Видовиште, во чии склоп е и обградувањето на ново изградената црква Свети Климент во село Видовиште, парк плоштад во село Видовиште, фекална канализација со прочистителна станица во село Мородис, изградба и асфалтирање на полски пат од село Мородис до место викано Друмот во должина од 750 метри и ширина од 3,5 метри. Реконструкција и партнерно уредување на 7 платанови стебла во село Мородвис, асфалтирање на улица Димче Петров во должина од 400 метри и ширина од 4 метра во село Мородвис, партнерно уредување на археолошкиот локалитет Страквиште, при што е направено поплочување со бекатон плочки на 2 пристапни патишта и изградба на парк за одмор на посетителите, но и граѓаните на село Мородвис. Станков во отчетот ја спомена и целосната реконструкција на општинската зграда, која опфаќа изградба на термофасада, промена на столаријата со термопрозорци, промена на врати, изградба на сала за состаноци и изградба на тоалети и кафе кујна. Во однос на проектите на кои се работи, Станков ги посочи изградбата на детската градинка во село Зрновци, која се очекува да се пушти во употреба во април годинава, изградба и уредување на речното корито на река Зрновка втора фаза, со што ќе се добие целосна изградба на речното корито долж село Зрновци. Паралелно со ова се гради мостот на реката Брегалница и истиот треба да се изгради до средината на летото 2017.
За годинава Станков најави реализација на повеќе проекти, меѓу кои проширување на патот Зрновци-Грдовци во должина од 400 метри, на истиот изградба на пешачки патеки од двете страни и бетонирање на земјената вада која се протега покрај самиот пат, изградба на патот од село Мородвис до археолошкиот локалитет Црквиште во село Мородвис, изградба на локалниот полски пат од фудбалско игралиште Зрновци до место викано Малеово, промена на секундарната водоводна мрежа во село Зрновци прва фаза, реконструкција на домот на култура во село Видовиште, асфалтирање на неколку улици во село Зрновци и една улица во село Видовиште. Општина Зрновци, заврши Станков, во оваа година ќе ги следи и барањата на граѓаните и ќе настојува истите да ги решава во согласност со материјалните можности на општината. Доста успешно и со голем број продадени билети помина петиот поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев, а по повод роден денот на Тоше Проески, се одржа во спортската сала во Окочани. Собраните средства се наменети за помош на Методи Митев. Граѓаните на Окочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. Ја наполнија салата на петиот поред концерт по патеките на Тоше, што во организација на Тоше Илиев од Окочани се одржа во спортската сала. Концертот е со една единствена цел, да му се помогне на Методи Митев, на кој му се потребни финансиски средства да замине на операција во Кина. Организаторот Тоше Илиев со концертот ја продолжува хуманата мисија на Тоше Проески, кој што пак, додека беше жив, му помогна на ист начин со хуманитарен концерт во Окочани за негова операција. Токму и затоа концертот се одржува секоја година на истиот датум, 25 јануари, на роден денот на Тоше Проески. Успешен концерт во секој случај, благодарност и до тајзи огромна што ете се одзва на мојата покана со големо срце и ја наполни салата. Значи, се забавувавме, игравме сите, беше многу забавно, ете, како за пети пат, јас сум презадоволен. Доправа ќе се калкулира, речи Илиев, колку точно карти се продадени и колку средства се собрани. Сепак, Методи Митев се заблагодари на сите кои придонесоа за организирање на концертот и за негова помош и поддршка. Сакам пак повтор пат да се заблагодарам на организаторот Тоше Илиев, што на денешен ден го организираше концертот по патеките на Тоше, што го нагласи за мене, за Митев Методи, за помош на Митев Методи и ги донираше повторно парите за мене. Благодарност до музичките групи. Ќе кажем еден апел дека од сега натам дека ќе почнеме со помасовни организации на хуманитарни работи, на штандови, забави, концерти, ради тоа што имам многу ми се болеста влашува, ми се јавуваат многу големи проблеми на раците. На концертот настапија локални кочански групи, а за оваа година позитивно на поканата на Тоше се одзва и пејачот Тајзи, кој што дополнително ја наполни салата и сите гости заедно се забавуваа. На последниот настап што ми беше во Окочани, дојде Тоше и ме праша дали сакам да учествувам во чест на роден денот на Тоше Проески, секако, нели? И ми ја објасни целата приказна што имал он со него и ми беше онака баш чест и задоволство да учествувам на оваа организација. Многу убав народ, имам многу пријатели во Окочани, имам и човек во бендот Окочани, DJ Оли и гитарист во мојот бенд. Така да, многу позитивни луѓе, секој се поминува многу добро и секако дека сака да помогнеме, нели? Бидејќи самиот концерт се одржа на денот кога е роден Тоше Проески, публиката во негова чест го направи и звезденото небо, па атмосферата во салата беше неповторлива. Ова е пета година поред на одржување на концертот. Претходните 4 беа организирани исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош. И за крајот вестите спортската информација. Клубот за планинарски спортови Москито од Окочани објави јавен повик за зачленување нови лица. Заедно со поканата има и информација за заинтересираните граѓани за предностите што ги имаат доколку своето хоби за планинарење го реализираат действувајќи преку регистрираните планинарски друштва.
Сите заинтересирани љубители на природата и планинарењето имаат нова можност да ги реализираат активностите преку зачленување во некое од официјално регистрираните планинарски друштва кај нас. Поради тоа и клубот за планинарски спортови Москито упати јавен повик до граѓаните за зачленување и формално здобивање со статусот планинар. Повикот се однесува на сите заинтересирани, пред се оние со авантуристички дух и подготвени на несекојдневни доживувања при искачување на планинските вровови во Македонија и пошироко во регионот. При тоа во повикот се објаснуваат и предностите што членовите ги добиваат со зачленувањето во клубот, а со што се станува дел од големото семејство искусни планинари од сите возрасти. Една од значајните придобивки е што новите членови ќе добијат основна обука за движење низ планина, ментор кој ќе им помага при купувањето на планинарската опрема, како и книгата Основи на движење низ планина. Со членувањето во планинарско друштво може да се учествува на обуки, школи, презентации за безбедно движење низ планина, како и да се учествува во акции за деца и младинци за обележување планинарски патеки и акции за заштита на природата. Членовите на планинарските друштва што се регистрирани во Федерацијата на планинарски спортови на Македонија имаат попуст на цената за преноќување во планинарските домови во нашата држава, како и право на иста цена за преноќување во планинарските домови во земите членки на Балканската планинарска унија. Дополнително, со платена членарина, членовите на планинарските друштва се осигурани од незгода, согласно договорот што друштвото го има склучено со осигурителна куќа, а може да се користи и планинарска опрема што ја поседува друштвото или пак да се добие попуст за нејзино купување во продавниците со кои друштвото склучило договор. Од клубот за планинарски спортови Москито од Кочани ги повикуваат сите љубители на планинарењето во наредниот период да се пријават кај нив за да добијат членска карта. Повеќе информации можат да добијат на Facebook профилот на друштвото. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.